Колку помалку казина и обложувалници низ државата, толку помал број на луѓе кои тонат во зависност од коцка. Ова е пораката од психијатрите, која поздравуваат одлуката на владата да се стави ред во игрите на среќа. Според доктор Адријана Богдановска-Тоскич, коцката не е игра, туку сериозна болест што руши семејства, остава долгови и уништува животи. Стручната Фела оценува дека најранливи се младите, кои секојдневно растат обкружени со светлечки реклами и брза надеж за лесна заработка. Овој чекор е за поздравување и дека бројката ќе се намали од проста причина да се намали достапноста до ваквите објекти и до ваквите можности, бидејќи лесната достапност до овие објекти, до можноста за коцкање, допринесува да се развие. Многу често знаат да кажат пациентите, па со друштвото почнавме да одиме таму, да излегуваме таму и секако дека ограничување на бројот и на достапноста на тие објекти ќе биде со позитивен ефект. Коцката и дрогата се различни пороци, но иста зависност, велат психијатрите. И во двата случаи мозокот бара нова доза, а зависникот постепено ја губи контролата врз сопствениот живот. Праксата на докторите со пациентите зависници покажува дека меѓу нив има луѓе кои се задолжени и по повеќе од 50.000 евра, губат куќи, станови, скапи автомобили. И она што е многу заедничко, тоа се последиците и дисфункционалноста и на лично, и на семејно, и на професионално ниво, последиците кои ги остава ваквото однесување. Во смисол добива приоритет коцкањето, се што е поврзано околу коцкањето, пари, вложувањето, мислите се околу тоа и се намалува функционалноста и во семејството и кон работните обврски. Тоа се случува и кај зависностите од психоактивни супстанции, тоа се случува и со коцкањето. Владата подолго време се залага за ставање на ред со игрите на среќа, односно со нелегалното онлайн коцкање. Премиерот е убеден дека потребни се итни реформи на ова поле. Со новиот предлог закон се воведуваат построги правила за казината и обложувалниците. Се забранува рекламирање што го представува коцкањето како начин на брза заработка и подобар живот. Нема да смеат да се користат ниту познати личности, како и реклами насочени кон малолетници. Казината и автомат клубовите ќе мора да бидат најмалку 500 метри подалеку од училиштата.